во самата најава Центар за биоинформатика. Да. Кога и зошто најчесто ви се обраќаат граѓаните, оние кои што не се запознаени со она што вие го работите, а она што не го знаат, малку да го објасниме. Како функционирате, на каков начин им помагате ви? Значи, реално, кај нас доаѓаат луѓе со различни здравствени проблеми, доаѓаат и луѓе кои што немаат здравствени проблеми. Значи, во превентива. Што правиме ние? Кај нас постои можност, правиме диагностика, се мери функцијата на сите органи. На истиот принцип како што работи ЕКГ апаратот. Значи, многу едноставно, ЕКГ апаратот е прифатен во употреба повеќе од 100 години. Истото мерење на тој мембрански потенцијал го правиме на секој орган. И на тој начин имаме многу прецизен увид во функцијата на сите органи. Значи, освен за диагностика, диагностиката е доста прецизна, меѓутоа што доколку нема решение, еве ќе дојде некој, ќе му кажеме што му е. На крајот, што е поентата? Иновативното кај нас е во терапијата. Значи, доаѓаат со различни патологии, од аутизам, од различни генетски заболувања. Имаме пациенти што се, например, со такво генетско заболување има 4 луѓе во светот. Доаѓаат луѓе спортисти кои што сакаат да си го подобрат здравието. Така. Доаѓаат со деменција, последици после мозочен удар, проблеми со врат, кичма, кол. Автоимуни болести? Автоимуни болести, да. Што останато? Алергија. Веќе алергија, нели, многу едноставно се решава, можеби затоа, да, не го ни споменав. Поентата што е? Најважно е што кај нас успеавме да направиме регенерација на органи. Многу интересно, еден од органите кај кои што најбрзо постигнуваме регенерација е срцето. Значи имаме пациенти со 20% функција на срце, 30, 40, што кај нас со самиот процес, односно активирање на процесот на регенерација во организмот, се враќа функцијата на срце на 45, 50, 60%, што е нешто феноменално. Тие луѓе немаат друг избор, нели, освен трансплантација на срце во крајен случај. И верувајте, ова што го работиме е многу благодарно. Замислете да ви се јави многу хумано. Значи, нема нешто побаво. Да ви се јави некој, еве, например, дете кое што ослепува поради некое генетско заболување и да ви се јават и да каже дека веќе почнува да гледа. Нема, тоа ти го исполнува и денот, и смислата, и сето она кое што го работите. Да. Значи, знаеш зашто всушност си работиш? Дефинитивно. Така. Што е потребно за да при тие анализи треба нешто да се подготви човек пред да дојде да се направат и нели често пати лекарите знаат да кажат кога треба да се направи крвна слика не поедувајте заради шеќерот да не се качи така натаму. Подготовка. Значи може било кое време се прави таа диагностика, нема подготовка. Да. Не треба никакви резултати, ништо да се донесат. Резултати напоменуваме да донесат за да имаме подобар увид во состојбата. Затоа што кај нас ке се измери функцијата, меѓутоа нели не е исто да се измери функција и да имаме и биохемиска анализа. Така, од она веќе што го направи. Или да имаме магнет. Така да тоа само додатно би ни дало повеќе податоци за состојбата. За да знаете како да пристапите. Така, да ни биде самата терапија и корекција можеби по-прецизна, ета така, и по-сеопфатна. И по-прецизна диагностика, пошто верувам дека пред се точната диагноза и клучот за вистинското решение. Често пати нели се случува да мислиме дека е едно, всушност е друго. Па имаме и доста луѓе кои што имаат проблеми на кои што не може да се најде диагнозата. И меѓутоа, кај нас тие одстапки и варирање во функцијата се гледаат на самата диагностика. Така. И знаат, нели, на тие луѓе, знаат да им биде кажано дека тоа им е од стрес или дека е психолошки, а воопшто не е психолошки. Сепак може нашиот организам, нели, е живо битие, тоа не функционира во рок од 24 часа со еден исти интензитет и темпо. Може да се случи во текот на денот да има некаков пат. И ние го детектираме тој пат и гледаме зошто на некој може тогаш да му се јават вртоглавици, да му е лошо, да едноставно да снема сила или да се онесвестува. Сакам да кажам, тоа сепак на крајот можеби пациентот од кај нас нема да излезе со диагноза, меѓутоа точно ја детектираме состојбата што му се случило и зошто тоа му се случува. Така. И кога ќе го видиме тоа, тоа е важно за да се разбере, да се знае што се прави. Тоа е најважно за да може и да делуваме и да помогнеме во суштина. Така. Добро, да